Штетите кои ги трпат лозарите годинава се огромни. Пред стартот на бербата, евентуално сонцето може да го надополни нивото на шеќерните единици на ионака слабите приноси. Земјоделците вината ја бараат во климатските промени, но не и во сопствената стручност која треба да ја надградуваат и адаптираат на временските услови. Дека борбата со климатските промени бара богато искуство и соодветен навремен третман, докажува еден од најуспешните земјоделци во Виничко, Драги Петров. Оваа година беше посебно на некој начин тешка за лозарите. Големите врнежи кои ги зафатија нашата земја во текот на летниот период резултираше со појава на повеќе болести. Во прв план беше пламеницата која, мислам, нанесе големи штети во лозарството. Ние успеавме на некој начин со повеќе третмани и со повеќе засечни средства да се заштитиме од пламеницата. Мислам дека грозето е во добра форма. Ќе се почека уште 10 дена до берба. Лозарите не стравуваат од новите дождови, бидејќи само би придонеле за доцнење на бербата, а грозјето доволно е заштитено и не би се очекувале некои посебни компликации кои би довеле до расипување на родот, вели Петров. За пласманот нема да има проблеми, веќе е договорен откупот во винарската визба во Виница, а цените кои ги очекува се од 16 до 19 динари за килограм. Сега очекуваме некаде околу 20 тони по хектар, што мислам дека за наши услови е доволно за да биде економски изводливо и оправдан. Според бројот на шеќерните единици, цените конкретно оваа година се различни, така што има, мислам, региони како Кавадарци и Неготино, наши лозарски региони, каде што има, мислам, голем дел од лозјето е од лозовите насади се уништени, дури има и 100% уништени. Највеќе застапен вранецот на половина од насадот, другиот дел опаѓа на Кабарне, Мерло и Сувиньон Бланк. Иако доцна субвенциите за 2013-та, Петров со производството кое го остварува на годишно ниво и со останати култури, никогаш не се почувствувал загрозен за својата екзистенција. Напротив, со секојдневна и макотрпна фамилиарна работа, само е добар пример дека и вака може да се достигне посакуваниот статус на регистриран и современ земјоделец.